Иронично и крајно неморално е кога партијата, чие највисоко раководство е аболицирано за повеќе тешки кривични дела, ги нарекува луѓето кои што протестираа против овие криминалци хулигани. Луѓето кои што синоќа протестираа, меѓу кои што бев и јас, беа се, но не беа хулигани. Груевски, хулиганите барајте ги меѓу вас и вашето најтесно раководство. Полицијата ја започна интервенцијата тогаш кога протестот беше на самиот крај, тогаш кога крашењето на стаклата на канцеларијата беше завршено, тогаш кога палењето на тие неколку столови беше завршено. Немаше потреба полицијата да употреби насилство. Немаше потреба полицајците да ги прогонуват луѓето кои што беа на протест низ центарот на градот. Полицијата приведе луѓе кои што воопшто не беа насилни, нити учествуваа во демолирање на канцеларијата. На тоа лично јас бев сведок. Од друга страна прашувам, колкава е штетата која што синоќа ја предизвикаат бесните демонстранти? Дали неколку стотина евра, колку што чини штетата од оваа демолирана канцеларија, можеме да израмниме со неколкуте милиарди евра кои што ги украде ова најтесно раководство на ДПМНЕ. Ги повикувам полицајците нивниот гнев да го насочат на вистинската адреса, а тоа е раководството на ВМРО ДПМНЕ. Таму се вистинските криминалци кои ја запусти и оплячкаа нашата држава. Луѓето кои што протестират се обични, мирни, убави луѓе, дојдени да го искажат својот гнев, својот револт од срамот кој што го приреди оваа влада и на крај нелегитимниот председател Ѓорги Иванов. Затоа ги повикувам полицајците да не употребуваат сила против својот народ. Напротив, нивна должност е да ги бранат македонските граѓани, да ги бранат од насилниците кои што председателот Иванов ги амнестираше во текот на вчерашниот ден. На синоќешниот протест нема повредени полицајци, но имаме повредени демонстранти, повредени граѓани, луѓе кои што беа да протестират. Никако не оправдувам синоќешната насилна полициска интервенција. Полицијата немаше потреба да интервенира, бидејќи самиот бев сведок на настанот. Полицијата дојде тогаш кога крашењето на стаклата, кои што патем чинат само неколку стотина евра, беше завршено. Полицијата требаше да го обезбеди објектот, но немаше потреба да ги гоне овие луѓе низ центарот на градот и да ги апсат како да се сторители на најтешки кривични дела. Има повеќе од доволно камери во кабинетот или она канцеларија на нелегитимниот председател, има камери во околината на Рекорд, така што тие на повеќе начини можеа да го утврдат идентитетот на оние кои што ја кршеа канцеларијата. Немаше потреба од гонење на граѓаните и предизвикување на стампедо, кое што можеше да резултира со многу полоши последици. Ние синоќа немаме ниту еден повреден полицаец, а минатата година во Куманово токму раководството на оваа власт предизвика вооружен инцидент во кој што загинаа 8 полицајци, а тешко ранети беа повеќе полицајци.